вечер, сабота на вечер, 19 часа, како и секој пат, Мегдан Куина со вас, Батебране и неговото величество, големиот гурман, мислам повеќе за специалитет е подготвена, не оти јаде, видете го кофе и суша. Значи пак јас најново јадам, Александар е покрај мене, за тие прекрасни времена, есенски, секој пат ние сме македонците, мислам барам, се склони кон некакви тестенини, кори, јувки, што ги викаме, не знам како уште се ги викат низ Македонија. И на моја желба, на Александар го замолих да направя некој специалитет со баш такви. Што ќе случува? Добро вечер на сите. Добро вечер од Есперанто и така. Добра. Овака, значи, тагатели или малку по-широки тагатели? Кори? Да, по-широки кори. Това тагатели му доваѓа нешто многу тажно. Значи, јас треба да се разплачам за Тага. Тагатели. Тага за југ. Добра. Така. Значи, како сами да ги направиме? Не да ги купуваме готовито, како сами тестото се. Јас имам една машинка, нели, да не е тоа, како се вика, механизирано сукало. Добра. Всеки ми помагаш тук. Помагам, јас съм завртен, ек те замотам, знаеш как. Моташ на двојка на тројка. Да, окей, добре. Значи овака, брашно, пола кило брашно. Пола кило брашно? Да. 5 јајца. Добро. Леви? Леви, десни. Добро. И чаша вода минерална. Чаша 200 грама минерална. 250, да. 250? Да, 250 мл вода. Зајтинче нешто квирот? Зајтинче не, сега не. Добро. Само во варење на вода после, на лице место ги вариме, значи. На вода што врие со зајтин и сол. Уклучено ти е тоа? Не, тука, тоа е за фурна. Аха, добро. Тука. И после ги зачиниме оно како вегетаријанско со лук, магданос, масло и домат. Добро. Значи, додека Александар ги подготвува сите ти така наречени бабини рецепти, кои се подготвуват на некаква машина, јас морам да ги поздравам моите специјални гости, но морам и да признам дека многу тешко дојдех до них, заради това што нивните обврски се огромни. Најпрво морам да им се заблагодарам што се мои гости, од повеќе причини. Мислам дека најпопуларни личности, моментално во Струмица и во целиот регион, се нашите рекометари. Значи, со мене се Раде Седаковиќ, Стојановиќ, значи, ама не смее да стане Стојановиќ, оти седејќи како мене, ако стане, значи, страшно, нека може да се видиме. Значи, јас ќе укрстам Седаковиќ, може? Седаковиќ, добро дојде. Значи, ми се чини дека донесе една многу голема свежина во нашата екипа и си со малку по-стариот во Струмица, со Ревас, си еден од најпопуларните играчи моментално, а? Имам ја за таквото мислење. Право да ви кажем, јас не сум бил до сега на ниеден ракометен надпревар, но коментарите што ги слушам, моите деца, например, кои се возрастни, нели, по 23-4 години, девојки се ватрени навијачи, а посебно ти си слабост како играч. И те како го привлечехте вниманието на струмичката публика и успесите, се надевам дека ќе бидат уште по-големи, но првен би искал малку да поразговараме околу кујната. Бидејќи ти си една личност која на некој начин, значи, Катар, Матар, не знам, во странски други екипи играше, как се снаоѓаш во кујната? За кујната не може да се пофалам. Исто мислам као на теренот, кујната ми е слаба страна. И как се снаоѓаш? Се накупено? Обично по ресторани, кај што сум одем во клубови има организирано за ручек, за вечера, значи за спортистите обично знаеме дека нас ни е многу битна исхраната и организирано. Се накупено, братче? Не. А? Добро, во секој случај, ама ако се на зорт, знаеш да се направиш една супа, бар. Знам, макарони да сварам. Супер, и ние сме денеска на тестенини. Така да специалитетот ќе не опробаш. Може. Добро, за кратко толку, значи, со Раде. За Ревас, што да кажам? Ревас е веќе година, дена и нешто во Струмица. Знамо ти често пати може да го сретнем низ пазаро,
и низ пазара се движи и секој пат купува некакви овошија, некои зеленчуци од Струмица. Тебе те бива ли у кујната, Ревас? Добро вечер на гледачите на Виз телевизија и на вашата емисија. И мене некако слабо ми бива, струмички. Ама можам нешто да направам, супа, некој пица. Обично во спортот, клубот обезбедува ручек вечера и така се храниме. Ако не, фамилија, ако ти направи сопругата, ако сам си, нешто ќе се најдеш. Да, тешко, да. Бидејќи ти си битолски зет, а твојот сопруг у Струмица ли е или у Битола? Моментално овде. А тука е. Значи свати дека у Струмица е подобро моментално отколку во Битол. Да, така испадна. Добра. И, значи, нема гајле. Клубот мисли за нас и тоа е добро. Да, фала Богу, така е до сега. Одлично. Знам дека струмичката публика е специфична. Значи, без резултати струмичани не одат на било кој спортски настан, но еве резултатите ги гледаме, веќе имаме одлични резултати. И какво е чувството? Дали сте задоволни од самиот прием на струмичани? Дали се како луѓе приемчиви? Дали знаат да уживат во спорта? Рада. Јас сум бил, како што кажа, сум бил на доста места, доста градеви, доста држави и ни годе тоа моментално успехот што го направиме и струмичани се многу гостопримлив народ. Че имам ја пријатели од порано, моментално со тренерите што се сум играл, значи атмосферата е супер, може да кажам одлична. Браво. Ти што кажеш, друже? Ништо, и јас лани со ова своја емисија се... Да, во емисија бевте заедно. Да, кажав што добро сме прифатени и све најдобро можам да кажам. Така, значи струмичката публика знае да биде благодарна и да ги носи успесите заедно со нас. Да, уште поише треба да идат, уште повеќе да гледат. И то. Иначе фала што идат и да не гледат. Со израелци, мислам, беше полна салата. Така. Ке отворим. Тоа е супер, тоа за нас е многу добро. Посебна мотивација. Да, нормално. Да, браво. Бидејќи со нас е еден млад дечко, кој е на некој начин перспектива на струмичкиот раковет. Павле? Добро вечер од мене, на сите. Добра. Значи, Павле Атанасов е млада перспективна спортска личност, која и како е предизвик на крај на крајште што си во екипа со едни велемајстори на тај спорт. Дали посебно си мотивиран кој играш со нив? Па нормално. Ај малку поблиску микрофон. Тешко е. Задоволство е да се игра со нив. Добра. И представа предизвик секако. Добра. Да се игра со такви играчи. Како нив 20 и останатите од екипата. Значи, јас секој пат сум мислил дека занаед и спортски вештини треба да бидеш добар апаш, да крадеш. Ти дали си добар криминалец? Дали крадеш од тие велемајстори? Не знам, треба они да одговорат. Јас се трудам да открадам од них. Ако добро праташ, ако добро гледаш, ако слушаш, ќе знаеш да открадеш. Но во секој случај младци, как се доаѓаш со симпатиите, со женските околу тебе, са си популарен? Добро е. Добро, делиш автограми? Уште не. Уште не. Има време. Има време, во секој случај. Што ќе кажеш, Рада, за младото момче? Павле, тој е по мене млад и доста перспективен играч, што неговото време до прва доаѓа и мислам дека овие утакмици, овој успех и тоа што треба да прва да го направиме, треба да му бијат еден поттик и дополнителна мотивација со работа да биде еден, може ако не и најдобар во Струмица во понатомошно видното време во рокомето на Струмица. Дружите, што ќе кажеш? Има ли други потенцијали во нашиот клуб освен Павле? Еден од најталентирани деца во Струмица, има уште тројица, четворица, има и уште мали категории што тренират и ништо, само треба да му биде задоволство да игра, како пример што е Раде Стојановиќ и останатите. И треба да учи, треба да гледа, мора да тренира, мора да
трпи за то шанса да добие, да се докаже. И тоа само. Супер. Значи, имат много добро мислење за тебе. Така да труди се. Ти си ми много познат уште од малечко, а не знам од дека. Ќе ви кажам после. После ќе ми кажеш, вон камерите. Да. Важи, сигурно ќе изгледаш некој роднина, може. Може и така. Окей, добро. Само да се вратам кај мојот кувар, може и вие да гледате, ако имате потреба, ако имате осет и чувство дека може да помогнете, Од јас може би беля да направам. Не, Много не добива. Не, со топката поарани. Добро, важи. Што значи това, друже? Сега веќе има хомогена смеса, значи да не е многу суво и да не е многу Много влажна. Добра. Пред се годиме со машинката. Добра. Ја изтенчиме малку кората. И така. Добра, јас да мотам. Ајде вртај. Оти сум смотан сега. Ево вака надесно. Добра. Ајде почни. Ајде. Идеме? Добра. Добре. И сега? Повторно. Сега дека не е изтенчено. Ајде пак. Врти. И ти на мене ќе ме запослиш у Есперанто да ти бидем асистент. Зошто да не? Врти. Вртам. Јас сум дек луѓе во Есперанто и ќе бидам 12 кувар. Може ли? Може. Вот па нема позволи да ми е втор, па право 12. Па се почнува од нешто. Од негде. Дали во спортот или било када се почнува од малку па нагоре. Да, ти како поранешен од бојкар. Да, од бојкар. Јас се обично да се обрашам многу малку работам, не за друго да не побелеам, а фин, пријатен, чоколаден тен има. Обрашајќи побелееш и после се чудам. Луѓето шо било. Ама ај оште ли? А зашто чука? Тука това треба нешто друго. Врти. А това е ритам, бе, значи това може да прави музика. Добра? Добра. Ајде врти. Може ли малко? На тројка. И аз да се уклучим како миксер на тројка. Добро ли? Добро, супер, одлично. Како? Сега веќе го посипуваме со брашно. И добро, ти тереш своја, а? Да, јас си терам своја. Ти си тереш своја, малку речи од режија, малку музика, малку реклама и пак се враќаме во студиото. It's like we just can't help ourselves, 'cause we don't know how to be down. We were called out to the streets, we were called into the downs. How the heavens they open up like arms of diesel and gold. We didn't rain rush histories, well they do not need to know. Show me now, show me the arms of Lord. Every eye train on the different stars. This magic, this drum, this semaphore and we are listening and we know blind. This, your life, this is your time. We are listening and we know blind. This, your life, this is your time. I was caught out in the dark by quite a beautiful tree.
now we're left with the street. Show me now, show me the arms of Lord. Every eye trade on the different star. This magic, this drunk semaphore and we are listening and not blind. This, your life, this is your time. We are listening and not blind. This, your life, this is your time. We are listening and not blind. This, your life, this is your time. We are listening and not blind. This, your life, this is your time. У есен кујна ќе станеш Стево Карапанџа мајстор за секаква манџа. Каква трапезарија. Това е чиста хаварија. Те фара спремна дома и јас си на армамом. Плакар померка за вашиот син и за вашата кека. Ја фирма, а не јас без нози останах. Съвсем плиги станах. Там това на мало, там друго на мало, на друго место трето на мало. Абе, ја ти тук имаш от игла до локомотив. Секој прав домакин треба да има кермида на главата. Yes. You and I. А ти тегля добро у джако, ти маки не теглиш. От темел до кров. Все за нас, само разнопромет аз. Аз секоја година нов кров праш. Чо прашка не знаеш? Трайвари! Не трам. Изолмак пибран? Само зеш, само блеш. Са ке видиш. Не, ти ке видиш. Пусти ме! Пусти ме! Пусти! Шо прате, бе? Трай, бе, тато, трай. Хидроизолација, термоизолација, седишто за кермида и вентилација. Това е траен кров. Безброј идеи за вашиот дом. Безброј идеи за подароци. Безброј идеи од Home Idea. Со повод или без, за празник или делник. Добра идеја е да се дојде во Home Idea Гросист на Струмичкото корзо. Повелете. Па, драги пријатели, покрај Александар, кој е редовен член, односно јас сум негов член, оти он готва, нели, а јас изиграв некој асистент, некој бива, но не е важно. Се моите многу драги гости и најпопуларни личности
заради кој спортот во Струмица е подигнат на многу по-високо ниво, а тоа се ракометарите Раде Стојановиќ, Ревас, Чатурија и младиот перспективен Павле Атанасов. Нешто спомнавме околу кујната, намерно Павле, бидејќи е многу млад, не го питах, сигурно чека уште на мама и на тато за готвењето, ама може па го бива. Ата бива ли треба во кујна? Не. Не, дефинитивно. Личи. А салата знаеш да направиш? Салата да. За салата си супер. Добро. Од некои чудни причини, полека, ракомето прерасна у нешто главно. Значи, Струмица имаше многу квалитетна одбојка. Многу квалитетна. Имаше квалитетна кошарка, имаше квалитетен фудбал, Белајсца. Ракомето имаше пред 25-6 години. И после го снема ракомето. Но, сега случува нешто интересно и добиваме една екипа која, бога ми, е за респект. Имавте ли чувство дека во Израел ќе се случи тоа што се случи? Значи, игравме во Израел нерешено. За мене беше големо изненадување. Позитивно се разбира. Вака, имаме добра екипа, стварно. Добро. Може да кажам со пофалба на нашиот председател Славе Гошев, што сепак имаш таква екипа после Вардар и Металург е од огромна екипа. Да, значи секоја чест за сите што се поквалитетни играчи од Македонија се собрани. Во тандем, во тренерскиот тандем Маријан Андонов и Мики Пандев, значи направи една компактна екипа кај што има многу големо другарство и сите бевме свесни позитивно, да бевме позитивни со тоа дека че имаме добар резултат во Израел. Значи не одевме да изгубиме и со само тоа дојде нерешениот резултат. Значи имавме знаење за екипата, за тоа што имавме утакмица, гледавме што игра пред тоа со Ловчен. Имавме сознание за нивната екипа и мислевме дека може да се носиме со нив и исто и го покажавме тоа во Израел. Добро. Ревас, ти знам дека уште минатата година, кога беше кај мене гост, односно јас бев на теренот гост, па снимавме емисија, ние разговарахме на тема дека треба екипата да се компонира, значи и со додавка уште 1-2 играчи, имаме огромни шанси. И твојата предпоставка сега дојде до израз, значи за многу кратко време, само за година време, дојдевме, значи за Струмица врвни резултати. Добро, од лани имаме по-добра екипа и поголема клупа. Да, како да кажа, што е многу важно. Да, многу важно. И се вклопивме како играчи. Добро иде и ова е проектот многу добро и многу најбитно е многу успешен е досега, многу успешен е. Еве во трето коло пласиравме во ИХФ, тоа е мислам не Струмица беше пред лани во втора лига. Така, само за 2 години. Прва лига и сега во на европски куп. Да, ова е све супер, како Раде кажа, све супер кажа што и председникот Славе Гошев и главниот спортсмен Зомимак направија еден голем проект што е тоа успешен. Да. Многу пати некогаш не успева, не е само да... Апсолутно. Може ти да собираш играчи, може да собираш и пари да имаш. Да, тоа викам. Ако нема енергија, ако нема... А сега до сега све иде како што е нацртано. Така. Че мора да се надоврзам со резот, значи ние првичниот цел го исполнив. Значи Струмица прв пат на европска сцена, не поразен. Значи нерешено и победа дома и победа со огромна разлика. Да. И значи видовме дека на оваа екипа капацитетот е поголем. Да, амбициите треба да бидат поголеми и нема зашто да се бара повеќе. Да, дека може и уште повеќе. Апсолутно. Павле, ти како млад играч, која е разликата? Што чувствуваш за разлика, иако си и ти веќе по-возрастен, за разлика од лани? Но, веќе, чувствуваш ли дека играш во голема екипа? Не е тоа што беше лани, по-лани. Секако. Условите се подобри сега.
начинот на размислување, тренизи, пристап на раководството на клубот кон вас, младите. Сето тоа сигурно е на повисоко ниво, а? Да, секако дека благодарност до, како што рекол, они двајцата, до председател Слава Гошев Добра. и до управата, се како што треба. Значи, по-тешки тренинзи, по-добри услови. Добро. Јас, например, имам многу тешки услови од страна на Куворов, нон-стоп ме шокира со нешто. Но, он си е мајстор и бидејќи ние подготвуваме некој специалитет за кој вие ќе дадете оценка на крајот, може да го пробате. Може. Значи, има ли нешто што треба да ми кажеш? Сега, не само на тенка кора, но што ќе кажа преди што треба за подготвување. Водата беше за тоа што не сакат некои јајца да приготвуваат. 250 мл. Ето, минерална, не мора да е кисела. Природна, се мисли на минерална, природно минерализирана. Да. За замена на јајца. Оти некој па јајца не ја дали се постигне. А сега јајца и вода може? Не, вода не. Ке треба повеќе брашно само. А млеко? Млеко не. А млеко Ова не? е едноставно, да. Едноставно. Јас се базак волка кравата да измазам, па викам, ак треба да одам. А, или не? Со сува треба или со зелено? Добро, окей. Јас знам дека самата публика, значи добија една посебна енергија и 3000 луѓе се собраа, значи на стадионот, на нашата спортска сала, благодарение на успех што беше претходен. Но и минатата година имаше неколку успешни, квалитетни утакмици, играта со Вардар, играта со Металург, малку тензија, но тоа е енергија која, нели, зрачи. И сега полека имам чувство дека струмичката публика почнува да биде дури и едуцирана ракометна публика. Знае да оцени, да награди што е добро, што не е добро, како акција, како или па негативен однос, нешто ако не е како што треба. Го прашувам прво младиот. Павле, дали ти мислиш дека ние сме многу маленка држава, прво, што е многу трагично, посебно за такви спортови. Значи, од мала држава, Македонија донесе врвни резултати. Металург е страшно добар, Вардар е страшно добар, ние сме добри, македонската репрезентација е одлична. Нели? Раде беше у таа поранешната репрезентација, јас се скивам на него, ако он се правя дека не знаеме ни всичко. Но после малку. Кој е потенцијал? Имаме ли ние генерации кои после тие големи мајстори, како што се Раде, Кире, Мојсовски, не знам кој, има ли од вас генерација? Па има доста деца што тренираат. Не само кај нас, значи не само. Во Македонија воопшто. Имате ли вие посебна мотивација? Например, ти да станеш една класа играч, светска, европска, не знам каква, што ќе ги брани повеќе на македонската репрезентација и затоа треба големи жртви. Дали сте подготвени вие како? Подготвен сум. Јас и многу деца други. Добра. За да кажеш дека у петок не излезеш у кафеч? не излевам до одредно време. Добро. Значи има си неков режим на живење, така ли? Да. Добра. Исхраната? Исканата Се е решено у клубот? Да, клубот решено се. Добро. Окей. Публиката како публика има свои лидери, нели? Лани ни беше неговото величество. Ни беше лидер од проста причина, не речем. Ете, сите го сакат, сите. Сега си, заедно со него и ти. Беше репрезентативец, аз те знам, лично сум те гледал. Значи, знам. Еве, имаше една ручна према репрезентацијата, причините не се важни, тоа се твој проблем. Мислиш ли за поголеми резултати, оти треба уште некој играч или ова екипа може да даде идната година още поголеми резултати? Нормално дека треба. Добре. Значи, мислам дека ќе сложиме сите дека ни треба уште еден на десната страна.
еден добар левак. Тоа зборувам за врвни резултати. За врвни резултати. Значи, дај Боже да ги поминиме данците или да ни помогне со данците во наредното коло на ЕХФ, да влеземе во таа група, затоа што тоа представува еден многу огромен успех. Значи, тогаш може да се споредиме и со резултатот на Вардар и на Металург. Може да кажеме дека Вардар лани испадна во трето коло. Да. Добро. Значи, Данска е земја на ракомет. Нели? Архус може би е на некое 6, 7, 8 место. Не знам кај е. Но, како и да е, таа е многу силна лига во однос на нашата лига. Што значи, сигурно дека е квалитет. Сигурно. Плюс лани играал во финале во купот на Данска, така? Да. Што значи, да може да биде слабо. Освен ако некои играчи се разбегале, тогава може да кажем од се послаби. Имате ли веќе видено материјал? Како играт, што играт? Милионски истражуват? Уште немаме видено. Има на YouTube некој видео стаено, ама мислам од ланije, од март. Сега не. А сега мислам сменато екипата, има нови, некој пуште, некој. Се слушнавме што се работи на млада екипа, да, танци од Данија се. Сигурно се добри, не се лоши, сигурно играат брз ракомет. Динамичен ракомет, оние. Малку предно се што првото ја играме таму, нели? Секој пат мислам дека првата утакмица ако играш таму, ќе ги видиш како играш, тука ќе се стегнеш, нели? Одаш со некоја тензија за да успееш нешто да малечка разлика, за кога ќе дојдеш тука, веќе ќе бидеш посигурен како игра, што игра. Добро, за нас може да кажеме дека е предно за тоа што знаеме моментално каква еуфорија има за ракомет во Македонија. Да. Знаеме како се панат салите во Скопје со Металург, со Вардар и сакам искрено ако на оваа утакмица беа 3-1, сакам со данците да имат 4-1, значи да нема место апсолутно за никој. Значи тука екипите малце под тој притисок не играат како што играат дома, знаеме дека нашата публика е специфична. Значи јас сум играл во Данска, исто има публика, али не е со тој темперамент како нашата публика. Нашата публика знае да помогне во даден момент, знае да те дигне и тука е нашата предност ако гледаме домашен и гостински терен. Да бе, таа изјавата на Хансен кога игра со Вардар, нели? Со Металург кој изгубија. И да, сега пак игра исто и со Вардар. Со Вардар кој игра, како излезе нерешен? Нерешен. И неговата изјава беше, вика, дефинитивно морам да признаам, значи јас се читам на Фейсбук, единствена држава каде што народот, вика, знае што е раком. Значи, они беа просто збркани, каква публика, колку се тие чудни реакции. Тоа е страшно чувство, тоа е многу важно за еден играч, те носи, нели? Да. Моментално од успесите на репрезентацијата, од успесите на Металург и народот те прати, има доста ракомет. Фанови се создават, да. Ставам ви готово. Добро, сакаш да кажеш нешто и да дадам од режија? Да, веќе не да го следиме система, значи ставивме веќе од свежите. Добро. Веќе се варат. Таман додека има музика, веќе се едната тура веќе при крај. Добро. Ке има две. Една за нашите гости, една за екипата тука. Добро. Режија, пуштај музика и малку реклами, додека ти специјалитетите на Александар се варат и пак се враќаме во студио. Три ноге,
pretvorilo hiljadu noći i dana, odgovora nije bilo, jer za ljubav treba imat dušu, jer za ljubav treba imat dušu. СФ Куйна, паметна глава, експрес-лонец и добратава. Елайте си на Тапълски пат, да ви го спремат тип-топ целия спрат. Во СФ спална со Албердушек за антистрес се лече секој човечки бес. Твојот стил, твој живот. Peugeot 208 S-Line, 9990 евра. Дек дош, пак у Иваница кьош. Иваница се Иваница. Еднат сгреших. Купих ен тепих и изпера го. Стана като баница. Затова и аз одам у Иваница. Теписи разни. За дневни, за спални, за байни. Теписи, теписоне, разни и трайни. Да те е грех да го настапаш. Ти го газаш, он ти грее. Чинаш, ки ти проговоря. Как си постеляш, така ки ти лича. После сите вървеле у Иваница, ке върват. Уживање за сите ваши сетила. Кафе Ла Месикана. Владе Банско, искуство и квалитет со традиција од над 2,5 децении.
Владе Банско врши ребрување на сите видови лимови, изработка на олуци, изработка и монтажа на пластична и алуминиумска столарија во повеќе бои. Врши монтажа на цевки за фолии за земјоделските површини. Владе Банско изработува и огради од ковано железо, алуминиум и огради од инокс, како и метални конструкции, и сето тоа го прави брзо, ефикасно и квалитетно, а пред се ефтино. Владе Банско. Фасади разни за вашите соби празни. Од гипс картон во нов фазон. Алфа проект, бои и фарба со голема дарба. Добро, Александър се подготвил за второ тенджере. Второ тенджере ќе биде за екипата, не ли? Може би за тебе за мен. Ти ќе направиш на мен 95 кила. Едно време бех 90, сега съм 80, нема подярчеви толкова. Добре. Значи покрај Раде и Ревас, со нас е и една много важна личност за тимот, Ристе Ристов, кој е пиар на клубот. И морам да забележам од појавата на една таква личност, кај клубот се случува некое по-друго ниво. Значи, не само играчите, туку треба и едно лице кое треба клубот да го води. Што значи това? Това значи дека во последно време самиот клуб толку е изрекламиран, значи го имаме по билборди, го имаме значи на повеќе медиуми во електронска форма. Така да гледам со отварането на канцеларијата во Глобал има страшно движење. Голем број луѓе веќе ги интересира и идат. Ристе, твојата задача е не баш лесна. Повели со микрофона. Прво од мене благодарам што ме повикнавте. Мене и играчите во вашата емисија. Значи, како што кажете, пиар да бидеш на еден клуб е во Македонија нова професија, значи не толку застапена во нашите клубови. Значи со самото отварање на канцеларијата, значи веќе и клубот, значи не само играчки, туку и организационо почнува да се движи во една нагорна линија и мислам дека и народот почнува тоа да го гледа и мило ми е што вие приметивте уште на самиот почеток дека во клубот нешто се случува во нови начини на работа, на презентирање на играчи. Значи мило ми е што сум дел од овој проект и со вакви професионалци, значи како Раде, како Ревас, како Павле, како Кире, Мите, значи сите до еден, значи не само играчите и управата. Значи јас сум нов од оваа година и мило ми е што сум дел од овој проект, овој голем проект. Значи мене ме интересира вака.
ти како пиар си отговорен дури за комплетниот маркетинг. Имаш и одредени резултати од прилика што се случува. Колку млади луѓе, например, беа членови на младинската школа до лани. За разлика сега да видим колку има. Да, значи еден дел од овој проект и главна цел на овој проект за ракомата во Струмица е привлекување на млад кадар, значи на млади спортски работници и значи на проширување на младинска школа. Добро. Значи да кажем дека ова година особен акцент се дава на кампањата за привлекување на млади луѓе, значи на нови членови на школата на Зоми Макем. Добро. И моментално брои околу 120 дечиња. 120 млади луѓе, да, деца? Да. Браво. Во разни категории. Во разни категории, од најмали до младинци, до најголеми. Добро. И? Работят стручни тренери? Да, значи работи дипломиран ракометен тренер. Добро. Тој е координатор и тренер на младите. Кој е, како се вика? Миле Трендофилов. Добро. Поздрав за Миле, супер. Поздрав за Миле, да. Тој работи со младинците, тој ги води и е координатор на цела младинска школа. Овде му помагаат и тренерите на сениорскиот тим, значи Маријан Андонов и Димитар Пандев. Добра. И морам да кажам дека има и голема заинтересираност од самите играчи, од сениорите, кои ги посетуваат дечињата на тренинзите и таа нитка многу е важна. Да. Например, Раде кој се појава на терен, што се случува и Реос? Децата имат посебен мотив имат за тренинг, значи не исто кога тренерот ќе им покаже и кога ќе им покаже човек кој може да го гледа, значи тој има идол. Да, практично и децата се презадоволни од условите и од начинот на кој се работи со нив. Добро, браво. Браво. Гледат нови техники од играчите и им покажуваат. Одлично. Значи јас у својата младост имах другари кои беа сите од бојкари, ама сите буквално од бојкари. Бидејќи јас сум исцепан маш, негде 2 метра сум, ама обично понеделник сум 2 метра, а и плав сум, еден убав шо сум. Убав да видиш, да се почудиш. Ама у понеделник. Сабота и неделя нема гледа. И сите кои играа од бојка, јас им вика, не икем да играм со вас, од и гравитацијата има проблеми со мене. Значи јас кога ќе рипнам на мрежа, не слевам, си стоам горе и правам блокови, значи шутирам пенали, така да не знам у ракомето дали може да се снајдам. Гравитацијата ќе ми помогне, но она има проблем со мене. Ако рипнам, не слевам и ќе им давам гол, За крило. За крило. На Павлито место. Так. Павлито крило ли? Крило е. Добро, ама... Тие 2 метра што се на крило си. Да. Ама проблемот това што треба таму окрити, знам, ја го имам гледано. Резо кога ќе рипне, па поства има скокенен, па едно бракен и после право до мене треба да има од хирургија. Да ме сумерат на парче, не? Ке ве научим. Да, има посебен пат. Има. Нели? Специфично. Добро. Бидејќи ти си бил во големи екипи и Реос, што мислиш за начинот на новото водење на самата, да кажеме, екипа од Струмица? Бидејќи, имаме пиар, едно младо момче кое има идеи, размислува како да прави промоција на самиот спорт, на самиот клуб. Тоа е нормално, затоа што сакаме резултати, сакаме амбициозност, значи нормално и клубот едноставно да расте. Да расте, да. Да ги прати тие работи. И по таа прилика сакам да кажам, добро е затоа што главниот спонзор Зомимак и останатите спонзори го помагаат тоа. Значи ако ти секако имаш идеи за да ги спроведиш тие идеи, треба некој да те прати. Да, и да се финансира се тоа, да ги даде шанса да се реализира. Тоа е еден многу голем плюс и благодарност до сите. Да. Добро, Васе ми е мен личен пријател, го поздравувам, му честитам за упорноста. Ако имате желба, можете, Резо, некој од ти вашите помагачи, спомнајте ги слободно. На крај на крајшта,
таквите емисии се дури и места кај што треба да им се обрати внимание на помагачите, да ги поздраваме, да им се заблагодариме. Повели, еве и пиарот може, но и ти, бидејќи си 2 години. Ништо да не пропуштам некој, не можам да бројам сега на сите, опште за сите што ни помагат и спонзорите што се, фала многу и така ние ќе продолжиме нашата работа, оние нивна работа и мислам ќе направиме еден добар успес. До сега све окей е и ништо, поздрав до сите. Добро. Тука ќе пиар ќе ме поможи да наброи, да кажува за спонзорите сите. Затоа што многу се. Благодарност до сите, значи прво до цела управа и до председателот Славе Гошев, кој еве ги им дава огромна подршка и на ракометарите. Секако овој проект не е замислен да трае 1, 2, 3 години, значи овој проект е замислен да трае повеќе и нормално дека треба континуирано финансиски да се помага. Значи да почнеме од сите спонзори кои се помагатели, значи, на овој клуб. Еве Супер такси 1595, овде пицерија Дукат, ресторан Летница, значи Зоми МКМ, овде Security Гепард. Добра. Макс, Навипром, Макс, Геотермика, Огражден, сигурно ќе заборавам некој. Значи, благодарност до сите кои на денешно време знаеме дека финансите се проблем кај сите фирми, значи општо во цел свет, значи одвојуваат дел од својот буџет, од своите финанси и да го вложат токму во ракометот. Добро, јас од секој случај, секој пат сум мислил дека подобро е да се вложат во парите во здрав живот, отколку да се вложат во не знам каква хемија и медицина. Дали ме разбираш? Така да, ако имаме ние 120 деца кои се занимават активно со спорт, јас не мислам дека сите ќе станат спортисти, но барем ќе бидат здрави. Заради себе треба да тренират и тоа е многу важно. И друго ми е многу важно да ги испровоцираме дури и родителите, значи да не ги остават децата сами, само нешто додат, па да немат контрола на своите деца, туку нивното присуство е посебна мотивација за децата, кога родителот е дури и на тренинг. Јас бех пред 2 дена на внучето моје во Скопје на Вардар, тренира фудбал во Вардар и првиот гол го даде во моје присуство. Јас бех таму. Кој беше најселектното дете? Значи трча вака, значи тренира мала, 6,5 години, а најмала од групата и даде гол. И тоа беше празник. Ама јас од бех таму уште поголем празник. Така да родителите кои се со своите деца посебна енергија има, така да треба да ги следат, да не мислиме дека бизнис што е бизнис, а децата треба да ги запоставаме, туку треба да ги следаме. Но бидејќи на некој начин за се треба помагачи и јас имам мои помагачи, а моите помагачи, бога ми, кој ти кажам, знаат и одредени подароци да дават. Значи, прво би почнал со Хомидеја или Гросис, ви доделува по едно симпатично поклонче, со кое ќе се сеќавате дека сте биле во емисијата, повели. Значи, бидејќи Павле е млад и замина на тренинг, ово ќе му дадете на Павле. Добро. Други помагачи исто така е вени, со нас се значи Владе Банско, кафе Ла Месикана, иако не пиете кафе, ама ќе бидете во друштво со некој што пие и ќе му сварите убаво италијанско кафе Ла Месикана, вакуумирано, пазете многу јако, од него не се спие 3 дена. Еве, повели и за Павле. Значи пред утакмица да пиеме? Да, пред утакмица. Добра. Со нас е Деније, значи ти Ла Месикана веќе пиеш кафе, ти се допадна. Добро е, супер. Да сварам уште едно? Не, фала. Ај, после имаме заедно на друго место и ќе ни гледат. Добро. Добро? Кори Деније, знам оти нема кој да ви направа, ама ако имате, ќе најдете? Не, бе. Ќе најдеме. Ај, супер. Значи за една баница,
Значи, струмички, кори. Повелете. Изалисте. Со нас е разно прометас. Значи, DBM ми ги правят тези струмички, кори. Тука е Ронибет, па Нипром. Кода трейд, от кода трейд, сега аз мислям, това че ода на Ристето и на Павлето по еднобрашно, за дома запрашка да направят. Па ако има ли някой рибар от твоята фамилия? Моята нема. Нема? Нема риба. Ти как си за риба? Сакам риба. Сакаш да ядеш? Да. А си бил ли някой път да ловиш? Много дам. Много дам. Сега няма време. Тренерот наш е много голем рибар. Бики? Да. Знам. Да. Знам, он е вардарец. Да. Да. Супер добро. Значи Мики, когато фата риба, ки навикне, ки ова ситна риба. А ако не, аз си имам фриждер. Я ще факим много. Чути, нека живи да сити. Добро. Значи со нас е SF Мебел, тука е Алфа проект, Riversoft е тука, Йока, а од Йока веќе знам дека за сите спортисти и те како е важно да има млечни производи. Така? Знаете ли дека јогуртот од Йока е шампион на Новосадскиот сајм за 2013 година? Најквалитетни млечни производи од Йока, повели и за тебе, повели и за тебе ли сте, и ако не си спортист, ама от taj дух живееш и това за Павлето, така да мора и тебе да те подярчуваме, да те подхрануваме. Имаме и квалитетно, това е Йовита, пробиотска храна. Еве, за тебе кисело млеко, ти оти не си кисел. Добра. И за младите тамо. Добро, да видиме уште шо еме тука. Изолмак е со нас, оптика LM, со која оптика јас се гордеем на крај на крајството. Значи без оптика не гледам ништо, да ви кажам права, ама супер со оптика LM, која се наваѓа удма до хоризонт, близко до хоризонт на Ленинова. Најквалитетните, најдобрите научари, цилиндрични, не цилиндрични, ги има разни. Повелете и изберете от това, што го сакате. А јас, може би, а инче, со таквите очила се ода на пазар да се купуват јајца. Секој пат ке ви се најголеми. От јас така и гледам, се толкова се. Как се одам дома, жена ми как ги виде, абе, што се купуват такви маленки? Извади да ги очилат, стварно маленки. Значи, се учила да ги гледам се големи. Добро, што ке ни кажете, друже? Ева, јас сум при крај, там после една песна може, нели? Малко музика? Малко музика, јас тама да ја седам масава и... Добро, и после одиме на... Одиме на подготвување, при крај сме готови. Добро, значи, моите драги пријатели, драги гости, после ова ги пуштаме право на тренинг, а и треба јагленохидрати, тестенините се богати со јагленохидрати и ќе ги пуштаме со пуна енергија. Реже музика. Took an instamatic camera and pulled my sleeves around mine. Because you're gorgeous, I'll do anything for you. Because you're gorgeous, I know you get me through. You said my clothes were sexy, you tore away my shame. Ruin ice cube on my chest, snap me till it's done. Because you're gorgeous, I'll do anything for you. Because you're gorgeous, I know you get me through.
cuisine, on every table, in every lunch. Because you're gorgeous, I'll do anything for you. Because you're gorgeous, I know you get me too. Because you're gorgeous, I'll do anything for you. Because you're gorgeous, I know you get me too. I know you get me too. I know you get me. Know you get me. Know you get me too. Нипром Струмица, производство на висококвалитетни врати и прозорци од масивно дрво и медиапан, даб, цреша, махагони, влезни и собни врати, надворешна и внатрешна столарија, топлина и функционалност. За сигурност во вашите домови, еднаш за секогаш, Нипром Струмица. Мелница Кода Трейд, опремена со најсовремена млинарска технологија која возможува производство на висококвалитетно пченично брашно од сите типови за секаква намена. Брашното Кода Трейд е произведено во услови кои гарантира квалитет и безбедност за производство на храна потврдено со ХАСАП сертификат. Покрај производство на пченично брашно, Кода Трейд врши трговија со прехранбени производи и продукти за широка потрошувачка. Трговската дејност ја врши во собствениот дистрибутивен центар кој се наоѓа во комплексот Кода Трейд на улица Гоце Делчев без број. Секој има право да се храни здраво, а тоа го возможува Кода Трейд. За нас голем късмет што си го имаме Ронибет. По системо ХАСАП кај нашиот касап. Ронибет месара, свежо месо за дома, М за наскара. Добро, бидејќи Александар е како кувар во Лига на шампиони, он е шампион, а јас сум во 12-та лига. Но сум добар дегустатор, така да не е проблем. Додек си дојде, Александар? Кава като че доматите се изсечени. Доматите се готови? Да, маглено си сечен и лук. Добро, след това ќе се права некој? Малку само да се пропржи, заедно со лук, се гледа веќе, тоа е кратко време. Добро. Масло. А може ли играчите, например, да ги не јадаме лук и како дойдат противник, хук и му хухли купа пајде? Падно несвест. А? Може. Може. Супер. Добро. Значи, за они гледачи што се вклучуват това што прска отзад, јас малко се потргнам, од кошулите не ме обично помплеете, няма, зашто да ме ги изпръска, не ли? Добро. Значи, мои гости се главните играчи на ръкометният клуб от Струмица. Зоми или Зови? Как се? Зоми Мак М. Добро. Значи, Раде,
Седакович, јас го крстих Седакович, ако стане, ќе треба да излезем из крова. Рева се веќе познат на струмичката публика, но и раде нормално, и младиот дечко кој е пиар и една важна функција во клубот. За нашите гледачи за информација, сите они што не знаат, значи следен и последен пред влегување во таа голема група за разигрување во Лига Куп, како што го викаме порано, сега как се вика точно? Куп на ЕХФ. Куп на ЕХФ е последниот надпревар, значи кој треба да го изиграме првиот надпревар во Данска со Архус и следниот надпревар е во Струмица. Ај мало објаснување, пиаро да ни објасни што значи тие, што значи откривив това. Значи, ако го поминаме, влегуваме во 16 најдобро, така ли? Да, значи веќе сме во трето квалификационо коло за да влеземе во групите во ЕХФ. Значи, ако го поминеме Архус, влегуваме во 16 најдобри. Да. Значи, таму се формираат 4 групи по 4 екипи. Добро. И имаме загарантирано 6 надпревари. Меѓународно? Да, меѓународно. Одлично. 3 дома, 3 на гости. 3 дома, 3 на страна. Да. Добро. Значи, ако евентуално, мислим, имаме потенцијал, што е најважно, имаме желба. Има една страшна мудрост која вели, ако имаме цел, ја бркаме целта и стигнуваме до целта. А ако немаме цел, не стигнуваме до целта. Наша цел е на градот, на клубот, на вас, на играчите, е да влеземе во таа лига. Еле? Добро, мора да биме прво малце реални. Наша цел беше прво да го поминиме Тел-Авив, Израел, затоа што едноставно не знаеме и колку е капацитетот на нашата екипа. Добро. Значи, без разлика, нас не красе, че у нашата екипа нема најдобар, нема најглавен, нема, ние сме сите исто. Колектив. Колектив. Добро. Функционираме као колектив и као колектив го поминаме Израел и видиме дека имаме сила за поголем дострел. Добро. Значи, исто размислуваме сите, мислиме дека имаме сила да ги поминиме и данците. Со тоа само поминување ќе биде не историски, мислам дека таков успех може да кажем малце и среќа за тоа што има клубови со многу поголеми буџети и со многу поголема традиција кои нема да може да влезат во таа лига. Да, немат и шанса да влезат и имат некои појаки противници и така. Мислам дека може да се носиме. Дури и израелската екипа имаше буџет многу поголем од наша, нели? Да. Добро. Значи, ако влеземе ние во таа лига, веќе самите тие 6 надпревари на нас ќе ни дадат за право да стекнеме едно меѓународно искуство, така ли? Да. Со меѓународното искуство, сигурно сум дека и мотивацијата не само кај вас играчите, туку и кај публиката, а и самата школа ќе добие сигурно уште поголем број на деца кои ќе сакат да тренират ракомет. И на крај на крајште јас се сеќавам во еден период словенците за да ga мотивират атлетиката ја плати Меријан Оти со 1-2 милиона долара да биде само икона. И со тоа добија и наскоро видеме у спорто словенците у кошарка уиде на европски првенства, на светски првенства, во фудбал уиде на светски првенства, во одбојка, така да големи успеси, големи личности ги мотивират младите и почнува да се развива неква спортска нација. Од тај аспект јас мислим дека тој ќе биде супер, тој ќе биде многу голем успес и за како и за клубот и како за градот, како Струмица. Да. Не знам, за децата, за школи што се тренира во Струмица ракомет. Ама прво треба да мислиме за данци, да поминиме Архус, од Данска да се вратиме со некој добар резултат, позитивен резултат и овде со публика и со мотивација и со нашите максимум да поминиме, да се пласираме во групата. Добро. Со тоа јас би дадел огромен апел
пред се на нашите гледачи и те како. Значи на клубу му е потребна поддршка, морална, како енергија, како се. Значи финансиска, еве, спомнаа дека имат финансиска поддршка од голем број компании од Струмица, тука е општината на некој начин, повели? Благодарам се до општината, бидејќи таа не поддржава во ова европско натпреварување, во ова нова сезона, значи ракометот во градот веќе може да кажеме дека е број 1 спорт. Да. И општината тоа го виде и не помага и таа почне да не помага во финансиски. Благодарам. Во секој случај, мислам дека секое општество кога ќе види во било какви успеси, дали се во спорт, дали во музика, дали култура, не е важно, нели? И како е важно како фактор општината да помага и баш ми е драго што и општината си го помага самиот клуб. Знам и за Израел дека помогна општината. Но, сепак јас мислам најважна е публиката. Значи, публиката дури во цела Македонија со таа енергија која поседува можем да кажем дури на највисок пиедестал во Европа, нели? Сите мислат дека е многу тешко да се игра пред македонска публика, така да очекувам таму негде почетоку на декември, значи првиот натпревар со Архос ќе се игра 23-24 ноември, така? Да. И за 7 дена? За 7 дена играме во Струмица. Тоа би било околу 30 или 1 декември. 30 ноември, 1 декември. Во договор со двата клуба. Одлично. Значи очекуваме тогаш да имаме 4-5 а? Да се наврзам, да не забораваме и навивачката група Ајдуци. Ајдуци се главни. Значи мора и нив да ги поздравиме. Да. И уште во поголем број да дојдат наредно. Одлично. Јас со Ајдуците едно време носев керка ми на натпревар на фудбал, дури у Скопје. Ако беше мала, сакаше. Ајде, одаме. Да, Ајдуците се важни, заради тоа што дават посебна енергија, ги мотивират и другите гледачи и те како кај вас играчите создава една позитивна енергија, нели? Значи, драги пријатели, јас знам дека во наредниот период уште многу пати ќе се сретнеме со овие прекрасни луѓе кои и те како да знаат да дадат за спорт многу. Ние сме тука како граѓани, како луѓе кои треба да им помогнеме на спортистите, треба да им помогнеме на клубот со нашето присуство. Аз се надевам дека младите генерации ќе бидат и те како мотивирани да присуствуват на тие надпревари и да членуват во тие училишта. Од проста причина, значи од квантитетот може да се извлече и квалитет. Нели? Од тие ако има 20 во едно училиште, од 20 не може да излезат 5 играча. Треба да има 200, 300, па да извлечеме некакви таленти. Јас своевремено имав некој сендвичара во покрај едно основно училиште и децата разочарани од училиште не ги пуштеле да одат на републичко првенство за основни училишта во Куманово. А децата викат, ние имаме многу голем квалитет. Викам, чекајте сега. Што значи да имате квалитет? Јас нити знам, нити не сум ги гледал. Да, вика, со 20 играчи да се појачаме, ќе ги победаме сите у Македонија. И викам, кои сте тие 2 играча? Па ќе уземе Владко Илиевски, вика, од Мошпијаде. Владко учеше во Мошпијаде. И не се сеќавам уште еден играч кој беше. И точно дојде. И ајде, колку пари, нешто се собрахме и на децата ги обезбедихме едно комбе и ујде во Куманово и стварно дојде со пехар. Најдобри бе во Македонија. Значи, има енергија, но сепак треба некој след това да го помогне. Што се однесува до мојот кувар, денеска немаше некаква помош од мене, но јас себе се земам за право да ги почастам моите гости, повелите. Сакам да го оценете това велемајсторско дело на нашиот мајстор од есперанто. Истото ова може да се најде и во ресторант Есперанто. Знам дека Јагрин Пандев едно време викаше 2 сати пред утакмица, вика јадам шпагети.
Кајма со шпагети, викам, јас ако се накркам шпагети, одам си легнувам. Не, вика, треба енергија. Вели, сакам да го пробаш. И уште нешто да кажам. Значи, Струмица е град кој и како се движи во сите можни правци. Дали е спорт, дали музика, прилично е развиен, ако е мал, иако е град со само град околу 35.000 жители, но луѓето сакат да шетат, сакат да се движат, сакат да уживат и тоа е една привилегија на баш на струмичани. И јас имам една агенција, туристичка агенција Олимпија, која туристичка агенција значи не води до сите можни дестинации. И во колку има интерес да ги пратиме нашите прекрасни ракометари, туристичката агенција Олимпија има идеја само значи да се организира сето тоа добро, ке ни организира дури патување до Данска. Но сепак нели да видиме каков е интересот од самата публика. Иначе туристичката агенција Олимпија е туристичка агенција која работи веќе 10 години со многу искусни своји работници и се надевам дека тоа нивно искуство ќе дојде до израз. А што се однесува до зимските центри, знаеме дека на зимување јас одам со пластична туба од 20 кг, не знам да скијам, и пластична туба и ќе ја ставам со рачка и под улнината шиваме доле. Повелете да пробате и да ве ослободиме, да дојдеме јас на тренинг со вас. Може. Може. А што ќе тренираме? Ќе собирам топките од позади. Може, не? Може да пробате. Повелете и да го оценеме квалитетот на нашиот велемајстор. Како е украсено со тие бои. Многу работи со бои, Александар. Тоа е природа. Ноти. Ноти, музика. Јас знам дека во областа на гастрономијата музика само има од граут. Има. И од зелката. И од зелката. Малце поднапред е у нас. За Лига шампиони су. Не ли? Да. Добро. Вкусно, супер. Да, супер. Супер, јас се обожавам тестенини на кариера. Значи, ако поминеме до година у Лига на шампиони, ќе ви треба посебен кувар. Значи, кога ќе одите на страна да играте, за да не ви подметнат некаква лоша храна, ќе си земеме и наш кувар. И ќе се одзема Александар, како поречање. Идиш ти со него? Јас идам, јас ќе бидам. Треба помош. Он ќе работе, јас ќе гледам, а после се сменаме. Јас ќе гледам, он ќе работе и така. Добро. Драги пријатели, значи, како што кажахме, ве очекуваме на сите надпревари на нашиот матичен клуб, затоа што ракометот на некој начин стана спорт број 1, иако и одбојката тука и кошерката, но резултатите на ракометниот клуб не носат ите како во голема маса на самиот паркет и публиката е многу важен фактор. Значи, подготувајте се за декември. Декември е период, посебно во почеткот, околу таму 2-3, кога гласно треба да навиваме, а за добар глас ни е важно шо? Значи да јадеме прас. Прас да јадеме, оти на некој начин. Прас и суви сливи ги лечат гласните жици. Тоа за них не е важно, оти они нити пеат, нити навиват. За них е важно да јадат јаглени хидрати. Да ги поздравам моите гости, да им се заблагодарам на присуството на гости, значи како гости во мојата емисија. Пред се да ви посакам многу здравје, успех и се надевам дека ќе не радувате многу со вашите успеси и ќе воспоставиме една таква релација да училиштето за ракомет прерасне во една масовна организација во која ќе има 500-600 члена. Арада, што ќе кажеш? Има ли услуги? Има. Прво благодарност што не поканивте као ваши гости. Добро. И мислам дека има услови. Као што кажете, ако си поставиме некоја цел, може целта и да оствари. Прво фала за поканата, за убавите зборови.
И сакам да кажам Раде преге добро кажа за Ајдуци, сакам да поздравам Ајдуци и фала да му кажам што не навивати до нас, со нас се. И тоа е, идемо дале. Нели? Да. Така. Ви сте? Благодарности од мене за поканата во вашата емисија. Значи да искористам и оваа прилика да соопштам на јавноста дека во петок на 1 ноември ни гостува репрезентацијата на Македонија. Супер. Да, игра пријателска утакмица овде во спортска сала Парк. Со Црна Гора. Пријателска? Да, пријателска. Супер. Тие се спремат за европско во јануари. Да. Во Данска. Добро. Така, значи, тие не случајно е одбран Струмица. Добро, значи, гостта репрезентација ќе биде гост во петок, драги пријатели. По дата, која дата тоа? На 1. На 1 петок, 1 ноември. Значи, ја полиме салата Парк во Струмица, да ја водиме нашата репрезентација на пријателски надпревар со Црна Гора, која е подготвителен надпревар за Европско првенство во Данска. Александар нешто имаше да им порачи на... Само успех. Јас сум воден од едни вакви мои напорни тренери, вика, не верувам во среќа, само во напорна работа. Тоа е пред се. Јас сепак ви посакам среќа, нели, во напорната работа. Добро ноќ од мене. Добро. Јас се не припреми така. Причината јас што одам низ град така е он. Значи, сите викам дека се дигна на глава. И се дигна на глава ме гледа. Как со кој сме? Се така го гледам. Одаш и дека. Брат ми се искрили гледајќи у него. 2 метра. Ама поранеше на одбојкар. Одбојкар се одбојкар. За тренинг ви давам поеден освежителен пилот од Грос. Нете, алкохол не ви давам од Гросото. Ви сте спортисти. За Ристе Истинен сок. Драги пријатели, толку се гледаме едната сабота. Шо напомена да ги следиме нашите гръбни мајстори на спортот, што се вика ракомет, да им посакаме големи успеси, много здравје, пред се на помагачите, на спонзорите, да ги мотивираме уште повеќе, да им помагат на тие луѓе, затоа што спортот, културата се многу важни обществени гранки за било кој човек. Поздрав, гледаме идната сабота.